На официјалната веб страница на електронскиот национален регистар на прописи на Република Македонија ЕНЕР, меѓу предлог законите за безбедносните и разузнавачките служби, поставен е и новиот предлог закон за новата агенција за следење на комуникациите или оперативно-техничка асоциација, кој заедно со другите предлог закони на 18 декември треба да се усвојат на владина седница, специјално закажана за овој пакет на закони. Според овој предлог закон, оперативно-техничката асоциација ќе се формира како резултат на реформите во разузнавачките служби и треба да биде независна од Управата за безбедност и контраразузнавање, а нејзиниот директор ќе се избира во Собранието на Република Македонија. Неговата функција според предлог законот треба да биде неспојива со друга јавна или функција во политичка партија. Директорот ќе има 5-годишен мандат и нема да има право на реизбор. Од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија посочуваат дека реформите во безбедносниот сектор се во насока на целосно реформирање на УБК и формирање независно тело, што е еден од итните приоритети кои ги наметнува домашната јавност и Европската Унија. Оперативно-техничката асоциација, како што кажува и нејзиниот назив, ќе има единствено техничка улога, односно ќе го вклучува сигналот, но нема да може да слуша. На тој начин, истакнуваат од МВР, ќе се намали моќта на УБК, односно таа ќе може само да слуша, но не и да го вклучува сигналот. Препораките во извештајот на Прибе посочуваат дека е потребно да се спроведат реформи на целокупниот безбедносно-разузнавачки систем, но и да се регулира следењето на комуникациите. Планот е оваа агенција да се формира надвор од МВР со цел укинување на монополот. Сите одредби кои ги содржи предлог законот за оперативно-техничка асоциација ќе започнат да се применуваат најдоцна до 1 ноември идната година, а плановите на владата се таа агенција да профункционира на есен наредната година.